Здраво, дечки! Во денешната епизода ќе зборувам за lip rolls, lip trills или како што јас би ги нарекла брнчелки. Вежби за распевање кои што се најраспространети и најупотребувани од страна на аматерски и професионални пејачи. Многу ме интересира кој е кривецот за нивното откритие и уфрлање во рутината технички вежби за глас, но за жал не успеав да стигнам до таков податок, па доколку некој од вас е запознаен, ве молам споделете информацијата со мене. Сега ќе ви демонстрирам како изгледа првиот чекор во поставување на базата за работење lip rolls. Ова беше првиот чекор во поставување на основата на lip rolls, односно контрола на испуштањето на воздух. И сега кога ја воспоставивме оваа контрола, следи чекор број 2, односно вметнување на глас. Изберете еден тон кој што ви е најкомотен за пеење. Избор на тон. Не. Не, изборот не треба да биде квантна физика, туку изберете го оној тон кој што најприродно ви доаѓа и употребете го на следниот начин. Јеј! Чекор број 3. Играјте си со интонацијата. Ја воспоставивте основата за lip rolls. Кои се придобивките од ваквите вежби? Релаксација на мускулатурата во грлото и на лицето, ослободување од тензија, совршени за будење на целиот организам, изедначување на регистрите, идеални за работа за проширување на вокалниот распон. Дали постојат нус појави од работењето на овие вежби? Па, доколку се работат неправилно, секогаш постои можност за стагнирање или назадување на напредокот на вокалните способности. Но бидете без гајле, lip roll се едни од најбезбедните вежби за глас, така да веројатноста за нус ефекти е многу мала. Дечки, се надевам дека научивме нешто ново. Следи видео во кое што ќе и бидат застапени lip rolls вежби за распевање, каде што заедно ќе можеме да се распеваме, да уживаме во забавата. Бидете во тек и се гледаме наскоро.